За пензионерите од Кочанското општинско здружение годинава ќе има огревно дрво во доволни количини. Раководството на здруженијето навреме ги започна договорите со Македонски шуми од Скопје за испорака на огревно дрво до крајните корисници и пензионерите. За разлика од минатата годинава повеќе од 100 семејства ќе добијат огревно дрво. Ова хумана активност во последните 7-8 години заузема едно добро место во нашата програма, нашата годишна програма за обезбедување на огревни дрва на нашите пензионери, нашите членови, и во која сметам отиваме доста добар успех, како минатите години, така и оваа година сметам тоа ќе се повтори. Така да ние во Македонија сме негде во меѓу 7-8 и до 10 највеќе здруженија кои што зијаме поголеми количини на огревни дрва. Планираме да обезбедиме негде околу 1300 домаќинства, пензионерски домаќинства со огревни дрва, и тоа вие знаете да ние за да добијат повеќе од 6 кубика на фамилија повеќе не даваме, за да можат повеќе луѓе да се вклучат во оваа активност. Организацијата на работа ни е веќе спроведена. Одзивот на луѓето е голем. Веќе од 26 најавено е на луѓето да дојдат да се пријават тие што сакаат да земат огревни дрва. Ова година истата бројка, може нешто и повеќе, ќе се земе огревни дрва преку нас, и одредивме, за да нема гужва при наплатата, од 26 јануари до 5 февруар, да секој заинтересиран пензионер дојде, си обезбеде бројче, тоа е купон со број, на која дата да дојде да изврши уплата на првата рата и на другите рати, фактички на тие дата ќе се јавува, за да нема тука големи гужви и непоследни последици што ги имавме претhodно 2-3 години. Одзивот е добар, да луѓето се на 2 пункта се пријавуваат, зимат си бројчиња. Ние нешто малку повеќе, поголема резерва земаме за оваа година, за да бидат сите луѓе задоволни. Лани на 1300 фамилии обезбедивме, сега рачунеме на 1400. Поготово нас се интересира за стари, болни, изнемощени луѓе да бидат обезбедени со дрва. Тие обично се во постари години или не со нарушено здравје, и за да ја олеснеме, а не може да дојде до тука, на нивни член од потеснато семејство дозволуваме да дојде со негова лична карта, да потпише една изјава кај секретарот, со таа изјава зима обврска да ако неговиот татко или дедо не е у состојба да плаќа тони, или у случај да се затаа исплаќањето, да таа личност ќе ја презема врската да ги исплати дрвата. Ја морам да кажам тоа, да го потенцирам, да ние и лани, полани и пораните 3-4 години тоа го правиме. Многу редок е случај кај нас да некој останал да не ги избире обврските за плаќање на дрва. Значи имаме доста поштени луѓе. И годинава за пензионерите од Кочани дрва ќе бидат обезбедени преку шумските стопанства на Македонски шуми од Кочани и Пехчево. Огревните дрва ги зијаме исклучиво од државното предпријатие на Македонија, Македонски шуми, и тоа што тука имаме најголема гаранција. Тука нема никакви манипулации со цените, и тоа што таа е државна цена одобрена од владата на Република Македонија. На 21. овој месец ја бев повикан од страната на управата на директори и технички директори во Скопје, заедно со сите мои колеги кои што зимата таму Сдружение председатели на Сдружение на Македонија, и се договоривме за условите и ни беше пренесено со кои услови и како ќе се обезбеди снабдување со дрва за пензионерите во 2015 година. Беше потврдено што е тоа многу битно за нашите членови, сите беа задоволни, што цената на огревните дрва, како за буковото и за дабовото, цената останува на ниво на 2014. Условите ќе бидат исти, ќе се обезбедува плаќање на 8 рати, и тоа почињајќи од месец февруар, односно зим, кој ќе земат јануарската пензија, да можат одма првата рата да ја уплатат. Испораката ќе биде извршена преку подружниците на Македонски шуми од Пешево и од Кочани, и тоа со една динамика на испорука починајќи од средината на февруар, па до крајот на септембар, или првите денови на октомбар. Тоа се идеална динамика, што на секој ќе му се обезбеде услови после добивањето да ги добие дрвата, да ги исече, да ги припрема, и за да може да бидат добро употребени у текот на
грејната сезона 2015-2016. Праксата воспоставена неколку години наназад, пензионерите, корисници на пензија и годинава да добиваат по 6 метри просторно дрво, овозможи да се стави ред во користењето на правото за огревно дрво.